За влакно избегната стравична трагедија која можеше да одземе најмалку 3 животи. Сред белден на најфреквентната пешачка патека во Охрид, кај студенчишта, сред народ слетаа двајца параглайдеристи. На овие аматерски снимки јасно се гледа како во последен момент мајката го спасува своето дете, додека параглайдеристот летал опасно ниско над пешачката зона, пошто удрил во столб за улично осветлување и целосно го откорнал. Граѓаните крајно револтирани бараат поголема контрола и институционална будност. Жалосно е тоа што се случило, тоа пак се избегна некоја трагедија. Точно треба да се има одредено место кај што треба да се спушта. Не може секаде. И се е хаотично, значи. Обично таму се спушта ки кафичине. Дали е тоа соодветно место или не знам. Ја волим све те, да кажем, ајде, екстремни спортови и размишljala сам исто баш. Јас ги сакам екстремните спортови, но пешачка патека не е место за слетување. Јас очекувам дека кога летате со параглайдер треба со вас да има некој кој ќе ве усмерува со поголемо искуство. Ова што се случи е недозволиво. Од Агенцијата за цивилно воздухопловство за Алфа вела дека секој лет со параглайдер треба да биде најавен во Охридската контрола на летање. Местото кој го користеле за слетување не е дозволено. Охрид има неколку локации предвидени за таа намена. Додава дека агенцијата работи на идентификација на параглайдеристите, пошто ќе се утврдува дали го најавиле летот и дали поседувале дозвола за летање. Од Охридската планинарска спасителна служба вела дека несреќи се случуваат кога се во прашање екстремни спортови, но време е сите чинители да седнат на заедничка маса. И сето тоа е прашање кое што мора под итно да седнат сите институции заедно. Ние стоиме на располагање секогаш за да дадеме со соодветни, значи, позитивни совети за да го намалиме ризикот. Несреќи секогаш ќе се случуваат. Немојте, значи, пак ќе речам, многу е погрешно ако се излезе заклучок дека сега после оваа несреќа најчесто во нашава држава немајки излез ќе забраниме. Значи забраната е само еден доказ за непостоење на систем и механизам како надлежните да стават ред во одредена сфера. Неофицијално станува збор за германски државјани кои полетале од местноста Баба, а се обиделе да слетат во Тревникот кај бројните угостителски објекти, каде нема ветрокас, а засега никој не знае колку биле искусни.